Почитувани, дволичноста и лицемерието на СДСМ го почувствуваа и наставниците. СДСМ и владеачкото мнозинство, без тронка срам, го одбија нашиот предлог закон за зголемување на платите на наставниците. Повторно ароганција и подценување на просветните работници. Тоа било и секогаш ќе биде одлика на СДСМ и нивното владење. Имено, СДСМ одлучи дека нивниот концепт на груба партизација преку укинување на механизмите за контрола на квалитетот во образованието е подобро решение отколку концептот на ВМРО-ДПМН за зголемување на платите на сите просветни работници. Страшно и срамно. Ова е вистинското лице на СДСМ. Ова е така наречениот и фамозен шведски концепт со кој што СДСМ веќе 5 години го деградира и уништува образованието во Република Македонија. Тие се однесуваат како да нема утре. Воопшто не ги интересираат ниту наставниците и стручниот кадар, ниту пак и днината на најмладите. Иако се свесни за последиците, тие не отстапуваат од нивната намера. СДСМ и нејзините пратеници во Собранието на Република Македонија, пред очите на сите просветни работници и пред целата македонска јавност, покажаа на дело која е вистинската цел со нивното законско решение и покажаа дека не сакаат законско решение кое ќе значи поквалитетен и подобар образовен систем во Република Македонија. Тие одбраа брутална партизација и полнење на училиштата со партиски и нестручни кадри. И тоа врз грбот на професионалните и искусни просветни работници, но и пострашно врз грбот на децата и на најмладите. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата подаде рака и понуди позитивно законско решение, но СДСМ и нејзините пратеници очигледно, водејќи се само од своите лични и партиско-коалицијски интереси, без око да им трепне, го одбија тоа и докажаа дека за нив најважно е исполнувањето на зацртаната партиско-кадровска агенда, а не барањата и не најдоброто за најмладите. Почитувани, сите знаеме дека СДСМ едно зборува, а друго прави. Ветува живот за сите, а испорачаа само пустош. За абсурдот да биде уште поголем и покрај се, од денес пак ќе бидеме сведоци и ќе гледаме како СДСМ со раката на срце и со удирање во гради, преку својата скапо платена пиар машинерија, повторно ќе зборува и ќе ветува се и сешто. Но за среќа, овој пат тоа нема да им помине. Целата македонска јавност, но и сите просветни работници веќе го препознаа лицемерието на СДСМ. И во СДСМ знаат дека од казната на народот веќе нема бегање и тоа ќе го видат на следните предвремени парламентарни избори. Ви благодарам. Прашање? Предложивте во законот за минимална плата да се усогласат сите плати пред се во јавниот сектор, согласно колективните договори и другите закони на нешто ги уредуваат тие прашања. Зошто според вас тоа не се усвои со оглед на тоа што во колективните договори има законска врска во наредните 6 месеци да се усогласат сите плати во јавниот сектор, согласно зголемувањето на минималната плата? Токму тоа беше темата кога разговаравме за минималната плата. Имено самиот механизам минимална плата е утврден како начин на кој што ќе биде параметар и според неја ќе се уредуваат скалесто сите плати во различните сектори. Впрочем, тоа е уредено и со преодни и завршни одредби во Законот за минимална плата, меѓутоа тоа е уредено и со Законот за работни односи, со членот 105 и 107, каде што се споменува минималната плата. Меѓутоа, оваа власт одбра еден друг пат, па видовме како поверениците од владата овде во собрание и овде колеги пратеници убедуваа јавноста дека Законот за минимална плата бил токму она што го кажува насловот, наивно,
и вели дека ја уредува само минималната плата и не може да служи за уредување на платите во останатите сектори, дури едни навредливи констатации дека доколку се пристапело кон уредување на скалесто покачување на платите соодветно со растот на минималната плата, ќе бил нарушен социјалниот диалог, затоа што тоа требало да биде предмет на социјален диалог. Сите кои што ги следат ситуациите знаат дека во одредени сектори, како што е образованието, например, не се почитуваат колективните договори. Доволно е да ги почитувате колективните договори и ќе дојдеме до порастот на платата. Меѓутоа, она што нас ни пречи и она што гледаме во собрание, имаме еден закон за наставници и стручни соработници кој што предвидува, според нас, невидена партизација, трансформирање од определено на неопределено работно време, и при тоа јавноста се лаже дека целта на законот е да се обезбеди сигурност и обезбедување на некаква сигурност. Меѓутоа, ако го погледнете законското решение, ќе видите дека нема никакво намалување на ризикот и не се обезбедува никаква сигурност, затоа што несигурноста во образованието потекнува од други фактори. Тоа е бројност на паралелката, бројот на деца кои што ќе бидат запишани, промена на наставни планови, програми и така натаму. Законот не ги адресира тие проблеми. Тие предвидуваат само трансформирање, со што ќе се произведе еден ефект каде што ризикот ќе се прелее на вкупниот број на вработени, па потоа ќе може да се влезе во небројни правни лавиринти, тужби и така натаму, кога ќе треба да се пристапи кон определување кој ќе биде технолошки вишок. Затоа сметаме дека тоа не е добро решение, меѓутоа СДСМ тргна на еден пат каде што го поврза тој закон со растот на платите и поради тоа ние пристапивме кон предложување на вакво законско решение за да и докажеме и покажеме на јавноста дека целта на нивниот закон е само грубата партизација, а не растот на платите во образованието.